Благодарам, подпредседателке. Ќе почнам со едно несогласување со некој од моите колеги. Се согласувам со тоа што сите го кажа, дека проектот, така како што почна со делби на македонските граѓани и на македонскиот народ. Меѓутоа, мислам дека резултатот на овој проект не е таков. Напротив, мислам дека единствениот успех кој можеме да му го препишеме на проектот Скопје 2014, тоа е дека го обедини македонскиот народ и македонската држава. Над 81% од граѓаните на оваа земја немаат дилеми дека Скопје 2014 е пералница за пари. Над 80% од граѓаните не се согласуваат дека ви дадоа мандат да дивеете со нивните тешко спечалени пари. И јас затоа, бидејќи тоа е позадината на овој голем отпор кај сите македонски граѓани, сакам да кажам што јас мислам за проектот. Мислам дека овој проект веќе неколку години покажа дека е Дейвид Коперфилд проект. Денеска ќе слушаме дискусии за идентитетот, за историјата, за паметниците, меѓутоа овој проект е проект на политички магионичар, кој што сака да не залаже со дискусиите за историја, за идентитет, за патриотизам, за да во целата таа магла која што ја создава, не видиме дека почетокот и крајот на проектот е како некој да заработи на маката на граѓаните на Република Македонија. И бидејќи прашувате како можеме такво нешто да тврдиме, јас сакам да излезам со неколку аргументи. Ева го првиот. Погледнете ја само олимписката кула која што се гради во Лондон. Знаете колкава е? Ќе биде поголема од статуата на слободата во Њујорк. Погледнете само колку е димензијата во споредба со луѓето, ако може да видите. Еве ја како е во споредба со оближниот стадион. Знаете колку ќе даде градот Лондон за ова фундаментално, според некој убаво, според некој неубаво дело, меѓутоа тоа е второстепено? 3 милиони евра. Ќе соберат уште нешто пари од бизнис, фирмите и поддржувачите, меѓутоа градот Лондон, најбогатиот град во Европа, реши за оволкава кула, за олимписки игри, да потроши 3 милиони евра. Војнот и Прометеј чинат повеќе од ова. Пример број 2. Најголемиот дел од парите од спомениците завршија во соседна Србија и нешто подалечна Италија. Предпоставувам дека после неколку години споменик ќе му издигнат на Никола Груевски таму, кај што ги леат статуите и кај што ги перат парите. Еве само погледнете што таа леарница изјавува. Галеника пред месец дена ќе ја плати скулптурата Мислител 30.000 евра. 30.000 евра. Извршниот директор на ливницата во која вие плаќате пари тврди дека една скулптура кошта, и сега внимавајте, од 80 до 100.000 евра бруто. Што сакате повеќе? Што аргументи сакате повеќе ако само Прометеј е 1,8 милиони евра? 1,8 милиони евра. А тој вика најскапата скулптура е 100.000 евра бруто. Прашањето кое што се поставува не е кој е на статуата. Тоа е магионичарскиот трик на ВМРО ДПМН. Туку каде се парите? Од 1.800.000 евра за една статуа до 80.000 евра многу е голема разликата. Почитувани колеги, на ова прашање каде се остатокот од парите и како добивте власт вака да ги трошите парите, денеска немате одговор. Како што немавте ни вчера, како што нема да имате и утре. Меѓутоа, почитувани колеги, јас би сакала да поразговарам и на уште една друга тема. Малку беше спомената. Имено, едниот аргумент кој го чувме денеска и вчера е дека со овие градби се стимулира македонската економија и се спасуваат еден дел на гранките во нашата економија. Како тогаш објаснувате дека 3 пати поред Македонија бележи пад на бруто домашниот производ? И уште пострашно,
Како можете да образложите кои се аргументите дека токму градежништвото и индустријата паѓаат 10%? Според математиката која што ја кажувате, тоа е невозможно. Меѓутоа има едно многу едноставно решение. За да градењето продуцира напредок, прво треба да знаеш што градиш, да градиш нешто што ќе ти враќа пари, а не намештај да купуваш дома. И второ, кога ќе градиш, ќе треба да си ги плаќаш сметките. Вие не го правите ни едното и ни другото. И затоа денеска се уште шпекулираме со тоа колку ќе го чини македонскиот граѓанин проектот така наречен Скопје 2014. Затоа што допрва ќе стигаат сметките. Допрва некој друг, у тоа сум убедена, тие сметки ќе треба да ги плати. Меѓутоа, колеги пратеници, кога ќе видите дека ова фундаментално, монументално, ако ништо друго огромно дело, го чинело Лондон 3 милиони евра, колку што не чини малата, најмалата зграда која ја градите, јас се прашувам како вие не го поставувате прашањето кој краде во ваше име. Кога ќе чуете дека истиот кој ги кова нашите статуи, вели дека статуа кошта 80 до 100.000 евра, а македонските граѓани плаќаат 1 до 4 милиони евра. Се чудам како вие не го поставувате прашањето кој печали на ваша смена, на ваша сметка и кого треба да го браните, а не се брани. Со 500 милиони евра, колку што до сега чини проектот Скопје 2014, Македонија можеше да направи 500 километри автопат. Еден не го изградивте. Можеше да направи над 5000 километри локални патишта. Со 500 милиони евра немаше да треба да се мачиме 6-та година поред за инвеститори Чебрен и Галиште. Сами можевме да ги изградиме. Можевме 5000 училишта да ги реконструираме. Можеа 5000 луѓе да отидат на операција во странство без да платат денар. Можеа 100.000 работни места со бруто плата цела година да бидат финансирани. И вие излезете овде и не ми говорите, ве молам, за стилот и за идентитетот. За тоа друг пат ќе дискутираме. Излезете ми и кажете ми дека се исплати да им давате на некои луѓе пари, милионски евра во нивните джебови, а не се исплати да ги решаваме овие проблеми. Колеги пратеници, целата таа дебата за историјата е лажна. Целата дебата за идентитетот која ја сервирате на јавноста е лажна. Тоа е маглата која треба да се дигне, за да ние не видиме кој се краде, зема од проектот Скопје 2014. Има еден стар американски новинар кој што вака кажал: кога некој ќе почне да ми говори колкав патриота, јас му гледам во рацете, оти знам дека ми краде од джебот. Вистинските патриоти немаат потреба да се трескаат во гради со својот патриотизам. Подразбирам дека секој граѓанин на оваа држава си ја сака државата. Меѓутоа, да крадеш злоупотребувајќи го чувството на љубов кон сопствената држава, тоа е уште поголем криминал. Почитувани колеги, на крајот дозволете ми да завршам со една шега која овие денови се раскажува низ Македонија. Велат кога Никола Груевски ги видел овие анкети, бидејќи барем анкети почитува. Секој пат кога ќе му поставиме прашање зашто правиш вака, вели граѓаните тоа го бараат од мене. Еве што бараат граѓаните. Да престане безумното трошење и крадење. Кога ги погледнал овие анкети и кога сватил дека нешто мора да менува во политиката, а верувајте, тоа многу мина од вас го мислат. И во ходник тоа го кажуваат. Претеравме изгледа со ова. Ама немате храброст овде тоа да го кажете. Кога ги слушнал таквите коментари, Никола Груевски излегол во јавноста и кажал: почитувани граѓани, секогаш го цене вашиот збор и еве ви ветувам, ќе изградам уште една само статуа и тука ќе престане. Јавноста, како и секогаш поттикната од сите вас, го испратила со аплауз ова ветување. Следниот ден им соопштил: тоа ќе биде статуата на Али Баба и 40 разбойници. Значи има уште сметки за плаќање, има уште статуи за нарачување. Почитувани колеги, земајќи ги предвид 7-те години од вакво крадење и владење, може би Али Баба и 40 разбойници навистина треба да ги представиме и поставиме пред куќите на клучните ВМРО-вски министри.